Една година по уривањето на делот на дворешниот беден во близина на главната порта на Тетовското кале, речиси ништо не е направено. Урнатините се уште стојат, отстранети се само камењата кои го затрупаа патот. Рекреативците кои секојдневно пешачат до калето и собствениците на викендички велат дека зидот пред да се урне долго време бил потпрен на греди, па прашање на време било кога ќе се сруши. На еден ваков репрезентативен споменик од минатото велат потребна му е многу поголема грижа. Стаја некој подпори, меѓутоа тоа попушти и се руши зидот. И седеше, не знам колку време на години, колку седеше ти. Го очистија за да може да влезе на калето зимскиот Атанасов на 31. Отворија само така мало и тоа беше, иначе други нема кој да тоа е голема маса на камења. Тоа не може расно да се фрли, тоа мора со багер со нешто да се очисти. Тоа беше цела на. А за друго не ми е познато, не знам зошто не доаѓа или кој. Единствено што ни останало у градот само ово е центар за рекреација, другото е крш кај ќе идеш. И ако и ова не го чуваме, значи нема више кај да се трча или рекреација да се прави. Што се тиче за зидот, тоа падна и треба да се чиста и треба да се чува и да не се фрли отпадоци и секој да биде и рекреативец и чистач на природата. Работите ги изведуваше Министерството за култура. Они тука работеа археолозите, они го подпреат зидот, како што кажа претходниот соговорник, и они тоа треба да го средат. Значи, они треба да изнада пари, тоест владата. За да биде решено, зашто сепак тоа е споменик еден кој треба да биде расчистено и средено тие камења се од тој зид што беше подпрен. Освен што зидот се уште не е саниран, запрени се и археолошките ископувања на калето. Започнаа во 2008 година со обнова на трпезаријата и кујната, но веќе 3 години се во застој.